Дело од творештвото на македонскиот сликар и зограф Ѓорѓи Зографски е изложено во Народниот музеј во Велес. Десетина слики, од кои повеќето се сопственост на Велешани, се изложени на изложбата насловена Портретно сликарство. Зографски работел и творил во првата половина на 20 век, а минал поголем дел од животот во родниот Велес. Пред се тоа се портрети, всушност и така е насловена и изложбата, портрети од Зографски. А токму толку дела се во моментов, затоа што имавме и толку можност, за еден краток период, да ги представиме делата пред се кои што се наоѓаат во Велес. Тоа се портрети, значи, кои ги поседуваат дел во црквите и во приватна собственост, како и два портрети кои ги поседува музеот во Велес. И особено сме благодарни што една од наследничките на дела од Зографски, неговата снаа, Панда Зографска, ни отстапи и 3 портрети од незината приватна собственост. Изложените портрети се собственост на Народен музеј, на гимназијата, на црквите Свети Пантелеймон и Свети Спас и Свети Димитрија, како и на потомците од семејството Зографски. Ѓорѓи својата уметничка личност ја развивал и формирал во средините во кои се движел и создавал Македонија, Русија, Бугарија, Србија. Роден е во велешкото село Папрадиште, 1871 година, а неговиот татко Јаков потекнува од Рензовско-Зографскиот род. Умрел во декември 1945 година на 74 годишна возраст, кога бил на лекување во Скопската болница. Он оставил дела во сите семејства, во нашите семејства живеат неговите дела и најважно спомени. За него се напишани книги, изложбите ги обновија тие сите спомени и посебно ми е драго што вечерва ќе биде прикажано портретното негово творештво, затоа што он е од последните зографи кој почнал и портрети да слика. Може би малку се знае, дури има еден пейсаж крај реката се вика, крај Вардар е сликано и тоа е исто во семејството зачуван. Изложените дела на Зографски се поставени во простор за кој директорот на Велешкиот музеј Ангел Коруновски рече дека во иднина ќе биде место за други ликовни поставки.